Поштувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во уште едно интервју од оние малку различни од оние кои што ги представуваме убавите работи кои што се случуваат во Прилеп. Се наоѓаме во Музејот за тутун при Националната установа Завод и музеј Прилеп. Со нас тука Александар Цветковски, кустос во музејот. Добар ден. Добар ден. Прво да се заблагодариме што не поканивте тука и што ни дадовте можност да поразговараме за ова несекојдневна изложба која што се случува, полна со исклучително интересни приказни, па би тргнали од тука дека тука има изложба на каширани графики и кои што доволно е да се ополи човек и веднаш гледа дека кријат многу интересни приказни таму. И тутунот како еден феномен на абсурдот, како што ти го нарекуваш, има навистина многу интересни приказни позади него. Еве, например, шикерната рибка го нема тоа, така, дали може да не воведеш малку во ова изложба? Па шеќерната репка на вистина не може да создаде приказни, а тутунот си твори една духовна сфера околу себе од самиот почеток, од кога е донесен и цело време развива нови приказни. Но од почеток се вика изложбата на каширани фотографии, која е изложба во Музејот за тутун, се нарекува културација на феноменот на тутунот во Македонија. Сега да не уплашиме некого, ние овде говориме за приказните, али приказни за приказните. Како тутунот цело време околу себе создава приказни што шеќерната репка, сончогледот и другите индустријски култури не го прават. Тоа е таа сила која има заради своите дионизиски употреби. Значи, тутунот е нешто за уживање. Тутунот е кеш пари секогаш, топтан пари, Првиот стандард во Америка е тутунски стандард, не е златен стандард. Значи се нешто е прво со тутунот и со него сме ние овде во Македонија 450 години. 150 години сосема организирано го одгледуваме, го негуваме, затоа што постои научниот институт за тутун и тутунскиот комбинат во Прилеп. И сега сакаме денес да зборниме за тоа изложба и дебата. И дебата. Да. Дебатата е исклучително ново нешто кое што се случува на тема, барем во во блиска минато се нема случајно во нашиот град. Вие сте тука како предводник на овие процеси на актуализација и реактуализација на тутунските приказни. Што се очекува да се дебатира на... Па јас само ќе им дадам вовет. Како нарацијата е главна, приказната е главна. И секаде во светот, она што немало приказна, не успеало. И почнуваме со приказните, како од само и од почеток, патувањето на Колумбо, дека тој не е во суштина Колумбо, току е Кристобер Колом, дека неговиот брод не е некој брод правен за него, току бил јавна куќа до пред 6 месеци пред да тргне. Дека цело време приказните се она што носат и тутунот што го прават се поскап, се попривлечен и треба да видиме што со нас направил тутунот за 450 години и што ние сте направиле со него, посебно заради тоа што кај нас е ситуацијата компликувана, затоа што имаме државна грижа за тутунот, знаете, тутунот е регулиран во сите негови својства и појавности. Е регулиран, култура која што носи исклучително голем процент во буџетот на една држава. Па затоа е феномен на абсурдот. Од една страна државата го забранува, а од друга се надева дека нема да се намали употребата на тутун за ги полни државните каси. Мислам, никој не е луд таков приход да отфрли, но сепак мора да се покаже таа грижа, а сепак секоја кампања е само за да се повиши цената на тутунот, на тутунските препарати, бидејќи во една цигарета над 80% државата зема, само 20% се работи за бизнис. Значи, според вас, сите тие регулативи кои што се построги, немаат никаква врска со нашето здравје. Едноставно, требаат малку повеќе пари од таа култура. Па се повеќе луѓето пушат, не знам, значи не е убава навика. Подобро е човек да не пуши. Но еве гледаме дека се повеќе пушат, се повеќе имаме употреба на некои недозволени средства кои сега почнуваат да ги дозволуваат. Знаете, на човекот не можеш нешто да му забраниш. Тутунот во 17 век бил забранет скоро секаде.
султанот бесел и колел и палел кафани и палел полиња со тутун, но после неговата кампања за 4 пати се зголемила употребата на тутунот. Му пркоселе најотворено аги бегови на плоштад пушеле и да му каже дека не можеш на луѓето да им забраниш она што сакаат да го прават. Тоа е тоа. Тоа што да се забрани задоволството е малку тешка работа. Сакам да ве прашам за ако на нешто потсеќа разговоров досега кој што го водиме и приказната која што ни раскажувате е она познатата дај му на народот леп и игри. Како тоа се поврзува па со тутунот, како се поврзува со сите овие експонати кои што ги имаме околу нас, од лулиња, од наргилиња, од секакви чудеси собрани од целиот свет. Значи, лебот е леп, лебот е за јадење, а тутунот е игра, а игрите може да бидат различни. Ете, тука е, значи, затоа не може леп игри. Луѓето им треба малку леп и многу игри. Не е само сега, и во историјата. И властите секојаш тоа го користеле да им дадат на луѓето многу игри, па дури понекогаш игра и војната. Ме разбирате? За жал. Народот во таа констелација која ќе добие малку леп и многу игри, понекогаш и настрадува. Значи, се работи пак тука за нарација. Како властите да си направат од една страна да ја искубат кокошката и да земат што повеќе пердови или гуската, а од друга страна гуската што помалче да грака додека ја кубат. Тоа е играта од низ вековите, играта и приказната за сите власти и за народот кој едноставно не сака да помисли ништо повеќе од тоа дека му треба леп и игри. И понатаму ние тие игри ќе ги погледниме и ни самиот музеј. Како некогаш сакале да направат нарација околу тутунот, поврзани со социјалистичкото минато, со славење на трудот, со тоа дека и секретарката мора да бери тутун во полето, со тоа дека службената волга се користи за одење на нива, со тоа дека се создаваат фотографија, таму имате статисти, значи неискрени фотографии. И како уметниците успеале сепак да провнат малку уметност во она деперсонализирана воопшто уметност. Значи, личниот печат низ историјата, луѓето кои им се интересни на историјата, не најпаметните, не најхрабрите, туку едноставно интересните луѓе како низ приказната во историјата нешто направиле за своите места, и тоа многу ме потсеќа на Прилеп каде не можам да видам многу приказни, иако имаме многу материјал за да ги направиме тие приказни кои се приказни за продавање, не приказни за меѓу нас да се негираме што е оригинал, што е фалсификат, кој е вреден, кој не е вреден, туку нешто што ќе створиме и ќе му го продадеме на светот и фала Богу ќе заработиме, не е забрането да заработиме. Таа е крајната цел на секоја приказна, треба да биде добро продадена. Сега, за крај на разговорот не може човек да не забележи дека се одлучувате да ја правите ова изложба на каширани графики во музејот за тутун, кој што сам по себе е изложба. Имаме прекрасни витрини со прекрасни експонати, зошто се дојде до решение да се прави баш тука и дали тука се крие некоја интересна приказна? Че музејот за тутун е музеј на приказни. Ние не сакаме мртви експонати, ние не сме некрофили. Нека умре експонатот, па ќе го носиме в музеј. Нашите експонати зборуваат, значи раскажуваат приказни, тоа е европската историја, бидејќи тутунот е луксус, а со луксусот секојаш оди човековата глупавост. Значи, секојаш е тоа поврзано и овде можеме да ја видиме историјата на Езаврпа низ очите на тутунот, точно низ тие експонати кои некојаш му припаѓаат и на цареви, и на славни личности, на извикани личности, најразлични ги имаме. Дали може да кажеме дека тука може да ја видиме историјата на човековата глупавост? Да, историјата на човековата глупавост специјално, бидејќи самото пушење отров и тутун е глупавост, но кој може да го забрани? Овде е битно кој ги создава нарациите. Еве, например, Научниот институт за тутун веќе 100 години создава нарации. Обично, знаете, нашата нарација со тутунот е па мака, па тешкотија, но никој и затоа во лето го кудат, но зиме го благословуваат, која ќе ги земат топтан парите. Така, бидејќи од тутунот по единица површина најмногу се заработува од било која друга култура. И сега, замислете ја нашата неплодна нарација.
тутун, мака, ги скориваат децата во 3 часот, па тие работат. Голема работа, малку работиме. Значи, ние секогаш кукаме кога мораме да работиме. А видете го тутунот во светот. Тоа е друга приказна, тоа е луксус, тоа се пури кои ги прават. Тоа е мейнстрим, како во Холивуд, холивудски звезди со цигара, со чибуци. Тоа продава, милиони и милиони чибуци имаат продадено како од Одри Хепберн, например. А ние не одиме на тоа да направиме производ и нарација за продавање. Институтот за тутун работи на нарација. Семе кое е постаро над 100 години, па го пресадуваат, па потоа имаме корисна страна на тутунот, како со помалце вода да успее, како да успее кога има непогоди, што се прави кога ќе падне град. Значи, научниот институт за тутун гради приказни за продавање кои се плодни приказни, не она кукање кое ние го имаме. И таа нарација, например, го ја компликува таа културација на тутунот, значи како тутунот влегол, како опстоил, што направил со нас, што сте направиле ние со него. И тоа е таа. Значи, не сум најпаметен, затоа имаме и дебата после тоа да кажат и другите од својата гледна точка. Археолозите ќе кажат како елементите од археологијата се културирале, странските елементи. Ќе кажат социолозите, новинарите како сето тоа го гледат и мислам, фала Богу, јас се надевам дека ќе го снимите тоа и ќе имаме една богата архива, исто како да сте издале книга, можам да кажам. Сега за да го завршиме, сакам да го завршиме овде разговорот од многу проста причина што не сакам да ја раскажеме на многу широко приказната, затоа што на крајот на краиштата овој музеј се наоѓа само на 5 минути возење од центарот на Прилеп. Значи, сите прилепчани треба да дојдете во најмала рака, сите прилепчани да видите какво богатство имаме, какви приказни имаме и од тука може некој ќе се инспирира да изгради своја приказна која после ќе биде општествено корисна, па и да извезуваме и да привлекуваме што е можно повеќе туристи. Ти благодарам уште еднаш за овој разговор, беше исклучително инспиративен, се надевам ги инспириравме и нашите гледачи дека ќе се зголемува само бројот на посетители на преубаво место. Ви благодарам за приликата. А ние се гледаме последно интервју.